Добар ден, јас сум Наталија. Ве поздравувам од името на Рускиот центар во Скопје и сакам да ве поканам да се прошетаме малку низ неверојатниот Санкт Петербург. Ние се наоѓаме во самото срце на градот, на дворцовиот плоштад, на кој што му се восхитуваат туристи од целиот свет. Дворцовиот плоштад е главниот плоштад на Санкт Петербург. Проектот на плоштадот се појавил дури во 1753 година. Тогаш архитектот Франческо Растрелли ја проектирал финалната варијанта на Зимскиот дворец, а плоштадот пред него требало да ја одговара на царската фамилија, која планирала да се пресели тука. Архитектонскиот ансамбл на дворцовиот плоштад го сочинуваат Зимскиот дворец, зградата на штабот на Гвардискиот корпус и зградата на генерал-штабот со познатата порта. Оваа фасада се смета за најдолга во градот. Од другата страна можеме да ја видиме зградата Адмиралитет. Таа е поранешен штаб на Адмиралитетскиот колегиум и Руската царска морнарница, а и сегашното седиште на Руската морнарница. Во центарот на дворцовиот плоштад се наоѓа Александровскиот столб. На врвот на столбот е ангел, кој што со копија го потпира змејот, што символизира мир и спокој донесени во Европа по победата на Русија. Александровската колона е највисокиот споменик во светот, изработен од целниот камен. Вкупната тежина на колоната е 704 тони. Интересно е дека колоната стои на гранитната основа без никакви дополнителни потпори. Велат дека по отворањето на колоната жителите на градот многу се плашеле дека колоната може да падне и не се доближувале до неа. И за да ги отфрли стравовите на луѓето, самиот архитект Монферан почнал да шета секое утро околу столбот. На столбот има посвета на Александар I од благодарната Русија. На тој начин Николај I му изразил благодарност на својот постар брат за големата победа во 1812 година, кога француската армија на Наполеон го претрпела пресудниот пораз, а Александар I триумфално влегол во Париз. Замислете дека токму тука на ова место некогаш шетала царската фамилија. Се организирале свечени настани и приредби. Таа традиција се продолжува и до ден денес. Токму тука се одржуваат сите најважни настани за градот. Ве покануваме вас да дојдете и да уживате во оваа убавина.